Имнет. Почитувани гледачи, добро вечер. 20 часот и 30 минути почеток на новото издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија е председателот на партијата на пензионери Илија Николовски. Добро вечер и добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер и благодарам на поканата и што имам можност за прв пат да гостувам во вашата телевизија. Актуелно денови веве постојано протести на пензионерите, барања за усогласување на пензиите. Каков е вашиот став во врска со протестите и во врска со барањата на самите пензионери, со оглед на фактот дека имавме најава за покачување на пензиите за 6%? Веднаш да кажам дека терминот покачување на пензиите во пензионерскиот систем таков термин не постои, него постои термин на усогласување на пензиите. Пензијата се добива решение која е висината на пензијата, меѓутоа за да не би изгубила во економска вредност на пензијата, затоа се врши повремено усогласување на пензиите, а конкретно кај нас се применува така наречениот швајцарски модел, кој се покажа како најдобар модел во Европа. Тоа е усогласување на пензиите 2 пати во годината, конкретно во Македонија во март и септември, врз основа на трошоците на живот и зголемувањето на просечната плата. Тие заедно два параметра кои ќе се добива и се добива процент на кој треба да бидат зголемени, односно усогласени пензиите. И сега поради економска, безбедносна, финансиска, здравствена криза опште во светот и во Европа, дојде до зголемување на трошоците на живот, така да пензионерите како популација со право се незадоволни од висината на пензиите, меѓутоа не сите пензионери, него тие со минимални пензии се незадоволни и државата презема организирани мерки и активности да тие проблеми ги ублажи. Е сега. Пензијата е економска категорија, не е социјална категорија. Значи, врз основа на тоа кој колку уплатила, колку има работен стаж и така натаму, но врз основа на сите тие параметри се добива висината на пензијата. Меѓутоа, таму каде што е загрозен животниот стандард на пензионерите, и не само на пензионерите, него на сите ранливи категории, државата презема одредени социјални мерки, и конкретно и за пензионерите, тие кои беа во ранливи категории. За време на короната, кризата, сите пензионери тогаш добија по 10.000 денара. После тоа имаше 2 пати социјални пакети за пензионерите, па имаше 4 месеци сите кои имаат до 11.525 денара, добија по 4.500. Тие од 11 до 14, односно 1.500, 4 месеци, вкупно 4.500, а тие по 750 денара. Сега, владата се огледувајќи ги сите проблеми кои ги има околу минималните пензии, се формира една работна група која работи денови на тоа, да се кои социјални мерки да се преземат, односно владата да се ублаже состојбата кај овие пензионери. Колку што сум јас запознаја. Сите до 20.000 денари треба да добијат некоја социјална помош. Меѓутоа, не сите под исто. Првата група, да не ме фаќа за збор сега баш дека така ќе биде, првата група ќе биде тие кои имаат пензии до 14.000, тие би добиле највеќе. Од 14 до 16.000 помалце, од 16 до 18 помалце и тие од 18 до 20.000. Сега, која ќе биде висината, не можам овој момент да кажам, затоа што не е званично објавено. Јас знам што се предлага, меѓутоа било би некоректно да кажувам пред време, и тоа би било 4 месеци. Се предпоставува дека за време на тие 4 месеци ќе се донесе закон за минимална пензија. Партијата на пензионери, сакам ова да го потенцирам, веќе 2 години бараме да се донесе закон за минимална пензија, и јас и денеска во собранието по 4 пат има пратеничко прашање во врска со донесување на закон за минимална пензија.
ние би биле прва земја во регионот која донела таков закон за минимална пензија. Да не мислат пензионерите дека некој пред нас, значи прва земја која би донела закон за минимална пензија. Има повеќе варијанти колку да биде минималната пензија. Некои овака економски показатели биле кои е као најоптимално решение би било 70 до 75% од минималната плата да биде минималната пензија, а просечната пензија да биде 60% од просечната плата. Сега, пошто има многу шпекулации, јас сакам да ви кажам еден податок. Дека минималната пензија во Македонија е поголема од минималната пензија во Србија. И сега со оваа зголемување, односно согласување кое е најавено во Србија од 5,5%, во октомври ние ќе имаме пак поголема минимална пензија од Србија и од Бугарија и од некои други земји во окружувањето. Во Србија, затоа што има многу шпекулации, се борат да мине, односно просечната пензија да не биде помала од 50% од просечната плата, а ние упорно инсистираме да биде 60%. Сега е кај нас 52% просечната плата. Така да имаме разбирање према пензионерите, оправдани се нивните негодувања, апсолутно партијата на пензионери ова што го бара, нашите барања се високо компатибилни со барањата на пензионерите сега што се. Чак повеќе работи ние имаме барано него они што бараат. Значи тука имаме потполно разбирање. Меѓутоа мора овака сега да го кажам отворено. Маката на пензионерите која имаат ја злоупотребија одредени политички партии од опозицијата и застанаа начело на протестите. Некои не повикуваа ние зашто не сме таму. Затоа што пензионерите се изјаснија дека не сакаат тоа да биде партиски протести, дека да бидат чисто пензионерски протести. И ради тие причини ние не застанаме затоа што бараат тоа. Меѓутоа, после кога ги видовме иницијативните одбори, мора тоа отворено да го кажам, кој сака нека ме демантира, се види дека во иницијативните одбори се пензионери од опозицијата. Например, сега не е важно, во еден град пред недела дена бев таму, седам во еден ресторант и гледам, например, поранешен председател на извршен совет на Сојуз на комунистите на Југославија во таа општина беше, после председател на извршен совет во општината, па неколку приватни фирми застанал начело на колоната околу 100 беа. До него поранешен началник на внатрешни, поранешен началник на, односно председател на општина, сега има приватно биро геодетско, застанал на, значи маките на пензионерите ги користат некои овака. Следен да не ви кажам кој е мој добар драг другар и он таму со нив и еден така новинар. Тоа е за еден град зборувам. Тие кои ќе слушаат ќе се препознаат кои се. И така и во другите градови. И денеска јас во собранието во тоа кажа. За жал, најголемата опозицијска партија испушти од раце кормилото да раководи со протестите, него кормилото го презеде една минорна десно ориентирана партија, а начело на иницијативниот одбор, ќе го кажам и по име и презиме, представник на тврдокорните од партијата Единствена Македонија, која е формирала алијас Единствена Русија, Драган Угриновски, воен пензионер, мајор во пензија, од таа партија и сега замислите најголемата опозицијска партија препуши да еден таков биде начело на иницијативните одбори. Така да кој сака нека се лути, јас ја кажувам вистината дека иницијативните одбори се партиски војници и затоа ние не застанаме затоа што бара да не биде тоа партиски. Меѓутоа партијата меѓутоа партијата на пензионери е со била е и ќе биде со пензионерите и има разбирање особено за оние со ниските примања, односно ниски пензии, особено за од жртвите на транзицијата, особено за оние стечајци кои беа стечајци и така натаму, за тие имаме разбирање и во секој време. Меѓутоа немаме разбирање, ево јас како поединец, за тие на пример кои работеле по 15 години и вика на газата, вика одјави ме сега, затоа што стекнав
услови за минимална пензија и земал пари на рака со години, не плаќал ништо и сега се буни дека има минимална пензија. Немам разбирање за тие кои имаат по неколку установи, например имал, да речеме ево хипотетички 3-4 тезги на зелено пазарче, не се знае колку пари има, али уплатил минимално. Значи за такви немам разбирање. Бараат линеарно по 3500 денари секој пензионер да добие на секаква пензија, без разлика дали станува збор за минимална пензија или станува збор за пензија која е нешто поголема. Како го коментирате ова? Треба ли секој пензионер на секоја пензија да добие 3500 денари линеарно? Значи овака. Со оглед на фактот дека споменавте претходно дека во зависност од висината на пензијата ќе биде и додатокот. Тоа е така. Ако биде линеарно, ако се донесе таква одлука, тоа би била политичка одлука. Јас сега не сакам да биде популист, него сакам да бидам реален, кој како сака нека ме свате, а тоа би била политичка одлука и ние партијата на пензионери би ја поддржале таквата одлука. Меѓутоа, тие што бараат 3500, односно подеднакво на сите, нека ми кажат во која држава има линеарно зголемување на пензиите. Имаше од 2013 до 2016 претходната власт даваше еднаш годишно по 500, по 600, 610, 613, 615 и така даваше. Меѓутоа тоа се покажа како нереално и ако таа претходна власт преминуваше швајцарската формула која е сега, минималната пензија сега ќе беше 20.000, немаше да биде 11, 512. Сега минималната пензија во Македонија од 2016 до сега е зголемена 47% или просечната пензија е зголемена за 40%, ако земеме во проценти. Значи, ова нема, слободно можам да го кажам, нити економска, нити правна оправданост. Линеарно зголемување. Сега замислите, например, некој уплаќа помладите генерации, уплаќа во приватен фонд. И после некој што опште не уплаќа сака да зема исто линеарно колку и тој. Они вика сега ради нашите деца и внуци, да, али после нашите внуци, нашите деца ќе отплаќаат нашите долгови. Ако тоа биде така линеарно по 3500, тоа треба 230 милиона евра. Фондот ќе биде пред колапс, како тие сега што манипулираат со пензионерите, што го доведоа 2013, односно од 2009 во колапс, значи во 2009 се намалија придонесите за социјално осигурање, се намалија придонесите. Во 2013 се намали основицата за пензии од 1,80 на 1,60, па така неколку генерации има по 1,60 и сега има последица за нивните пензии. После се повторно врати на 1,80 и сега тие што го доведоа во колап пензискиот систем, сега тие сакаат да го оправат. Значи, нема нити економска, нити правна оправданост, нити основ. Меѓутоа, повторам, ако се донесе политичка партија, јас во собранието тоа ќе го поддржам. Погледате сега 3500 ако биде. Значи, онај кој има 10.000, онај 3.500. Меѓутоа, онај кој има 50.000. 5 по 6 би добил 3.000 денара, ако е процентално. А овако по 3.500 и на тие со 50.000 им се исплати да биде 3.500. Значи, повеќе ќе добијат. Пак нема да биде исто. Ние се бориме да повремено има нивелирање на пензиите, односно кога ќе се настане дисбаланс измеѓу просечната пензија и највисоката пензија и измеѓу минималната плата и минималната пензија, повремено да се врши нивелирање. И токму во таа насока и законот за минимална пензија да прати минималните плати. Како минималната плата ќе расте, така и државата да интервенира и минималната пензија да прати минималната плата и тој расчекор измеѓу
минималните и највисоките пензии ќе се намали. Меѓутоа, највисоките пензии се сега 69.000 и нешто, меѓутоа такви има 72 во државата. Према тоа, ние не треба да гледаме тие со највисоки пензии, кои се него да гледаме тие со минимал до 20.000 и просечните пензии. Тука треба да интервенира и државата и барањата на пензионерите. А иначе, нашите барања, викам, се високо компатибилни со барањата на пензионерите. Не сме ние само тоа барали, ние бараме да се прошири позитивната листа за лекови. И тоа се презема, тоа мерки. Јас имам неколку пати поставувано прашање на министрите за здравство. Барахме да се подигне лимитот за ослободување на пензионерите од партиципација за бесплатно лекување. Минималната плата, која е сега, од како е ова власт, 124% зголемена, значи тогаш беше 8.000, сега е 21.000 и нешто, значи 124%. Меѓутоа, кога беше 9.000 минималната плата, лимитот или границата за ослободување на пензионерите, возрастни лица, како сакате да кажеме, беше 14.000. Тоа значеше дека 64% беше поголемо од минималната плата. Сега е 34% помало од минималната плата и затоа ние тоа го бараме подолг период и сега во тие пакет мерки и тоа ќе се дигне тој лимит некаде околу 20.000. Ние бараме да биде у висина на минималната плата, али не знам дали тоа ќе биде, али околу 20.000. Понатаму бараме да се намале, да се државата учествува во партиципација во сместување на пензионерите во пензионерски домови. Бараме, например, да се зголеми опсегот за бесплатни вакцини. Бараме, например, ако се пензионер лечи во приватна здравствена установа, а нема капацитети во држава да државата партиципира, значи многу повеќе него пензионерите, имам чувство дека немаат ни машта се ние што имаме бараме, така да нема потреба некој на партијата на пензионери дека не барала и како барала и пензионерите ги повикувам сега да знаат дека Николовски не мора да биде председател на партијата на пензионери. Јас 10 години сум председател. Може и некој помлад да дојде, меѓутоа пензионерите треба да имаат своја партија и треба да масовно пристапат во партијата на пензионери и само така кога би имале во собранието 2-3 представници, многу поголемо влијание ќе имаат него со еден представник. Иако и со еден, ние некои работи кои на крај памет не им паѓало ни на сојуз на пензионери, некои работи ги избаве. Ево да земеме на пример важност на возачките дозволи. Кој покренал ако не бевме ние како партија? Значи, додека не се формираше партијата на пензионери, возачките, односно старосната граница за продолжување на возачките дозволи беше 65 години. После 65 години на секои 3 години мораше да се оди на лекарски преглед. Ние се избориме од 65 да се подигне на 70, сега е на 75, значи до 75 години вие не мора да одите на лекарски прегледи. И сега прашаат некој, вика, после 75 кога? На 80, викам. Али не на 3 години, него на 5 години. И сите се задоволни, само приватните лекари не се задоволни, затоа што им се намали овака бизнисот место на 3 на 5 години. Вика, а после 80, викам, кој преживее на 85. Значи тоа, за една група дискриминирани припадници на одбранбено-безбедносниот систем, во односу на нивните колеги кои беа дискриминирани, успеаме да се донесе нов закон. Многу ми се јавува припадници на полицијата кои вика дека мислеле дека е тоа утопија, дека нема шанса, ние успеаме тоа. Благодарение на тоа што успеаме, се створија предуслови да и за армијата се бара. Сега некој вика некој иницијативен одбор. Кој иницијативен одбор? Кај беа тие измеѓу 2010 години 2018? Никој уста не отвори. Меѓутоа сега се отворе предуслови, се створија со донесување на овој закон и благодарение на политичката волја на владата, благодарение на политичката волја на министерот Оливер Спасоси, кој имаше разбирање за тоа, пред тоа до 2010 кога се донесе закон за
полицијата, а таа група од 24 до 10 што не беше опфатена, кога поставија прашање поранешната министерка, вика јас моите ги решив. Се нема мои и ваши и така натаму, него сите сме еднакви. И затоа повторувам, пензионерите треба, за да имаат поголемо влијание, треба да имаат повеќе представници во собранието, само така може да се избојат. Иначе другото, Сојуз на пензионери, тоа се една мала група кои ги сите привилегии користи со чланарината, манипулираат со чланарината на пензионерите и они се и генератори на незадоволството на пензионерите. Прво незадоволството почна околу нелегитимните, нерегуларни, нелегални, па рекол би криминални избори. Тука почнаа протестите прво во Бутел, така во Скопје, па се формира едно здружение, односно движење. Тука сме, па после сега произлегуваат тие протести, прв пат во историјата пензионерите да протестираат. Потенцирам, моја апсолутна поддршка имаат пензионерите во ова што го барат. Прв пат протестираат, тоа значи дека не се задоволни од она што се случува практично во државата. Како вие како претседател на партијата на пензионери сте задоволни од статусот кој што го има пензионерското население во нашата држава? Треба ли да се работи на нешто, да се подобрат некои работи, еве, за пензионерите практично да бидат задоволни и да не ги гледаме секојдневно на улица? Значи не можам да кажам дека сум задоволен, поготово повторно оние со ниски примања, затоа што уметност во оваа криза за да се преживее со со 11, 12, па и се до 20.000, значи не сум задоволен, треба да се презимат повеќе мерки, меѓутоа една од мерките е, например, ние досега тоа го има поставувано прашање во собранието, ние имаме така наречено, тој член 148 од законот за ПИМ, па вика во колку се пензионер вработи, треба да ја стави пензијата во мирување и така натаму. Јас со поранешната министерка за труд и социјала имав расправи околу таа работа, викам кажете ми вие хипотетички, например, некој пензионер има 12.000 пензија и се вработи во агенција за обезбедување, уште 15, вкупно 27.000, дали тој ќе се збогати према тоа? На сите пензионери прво треба да им се овозможи да немаат никакви ограничувања, да можат да работат дополнително, со тоа што државата би имала и корист ако си плаќаат социјално осигурување, а тие кои работат во државни установи, тие треба да ја стават пензијата во умирување, како што јас ја имам ставено мојата пензија умирување. И не само тоа, да им се возможи и пензионерите да бидат малце по креативни во тој смисол. Значи имате колку сакате работи кои можат, некои кои се со ниски примања, место да седат по парковите и да работуваат нешто. Например, ево гледате сега сите ресторани се празни, немаат келнери. Има пензионери кои заминале во пензија, биле келнери и така натаму, во таа смисла. Да се зголеми пакетното на социјални мерки кои се дават точно онај момент кога се осети дека е загрозен стандардот на пензионерите и на сите ранливи групи, не само на пензионерите, треба да се зголеми овај пакет на социјални мерки. Иначе мора да потсетам само, за прв пат во Македонија донесоме закон за социјална пензија. Таков закон во регионот не постои. Еден од предлагачите за таков закон беше и партијата на пензионери. Прво тоа беше 6.000, сега е 7.100, со ова зголемување некаде околу 7.500. Меѓутоа, замислите, тие кои немаа никакви примања до пред неколку години, значи никакви примања, сега и они бараат линеарно зголемување. Или социјалната помош се зголеми 300%, тоа го знаете. 300%. Не можеме да кажеме околу социјалните мерки Македонија има највеќе пакети на социјални мерки дадено односно на другите држави во регионот. Ослободување од тие со ниски примања за струја за плаќање, помош за огревно дрво.
Али државата уште може да донесе одлука, например, не одлука, него да преземе мерки да пензионерите може да подигаат кредити по поволни услови него другите. Тоа може и тие кои се загрозени сега при купување на дрва, зимница и така натаму, за бела техника. Србија размислува да се формира национален совет за грижа за постарели лица. Можеби и ние околу тоа. Значи постојат многу работи кои може да се преземат за подобрување на стандардот на пензионерите, меѓутоа и пензионерите треба да бидат проактивни околу тоа. Тие кои се способни, кои можат да работат на запад, работат на по 2-3 места, без обзира што е у пензија. Ние некако се створих некој култ на неработење. Например, јас синоќа бев во Куманово прво на отварање на една продавница, после на роден ден, кај тие што беме, пензионери, едниот има 22 и другиот 27 и така натаму, меѓутоа работат земјоделие, да, што да ви кажам, за сите фамилии, за синови, за ќерки, и обезбедуваат, затоа што се здрави, прави, имаат земја и работат. Споменавте и домови за стари лица. Да. Колку во државата имаме домови за стари лица и еве дали се доволно за да им се излезе во пресрет на барањата на повозрастните граѓани? Ако го земеме истокот, еве Штип како центар, Штип, јас имам нема. поставувано пратеничко прашање околу домот за кој почна да се гради во Штип, па нелегално бил направи, државата малтене ништо не направи да тој дом се изгради. Ево оправдано тоа во Штип. Недоволно, јас кој имам тоа прашање поставувано, недоволно има домови за сместување на стари лица, иако сега, например, во Пробиштип се гради дом, се почна да се гради дом во Кавадарци, во Берово, Влашки, капацитетите се подобруваат, во Крива Паланка треба да се гради, меѓутоа претходниот состав кој бев поранешната министерка беше за труд и социјална работа, беше готово да се почне да се гради дом во Кочани, да биде рего, не почна, не знам од кои причини. Требаше да се намали бројот на легла. Значи имаше и план за градба, и локација во поранешната касарна, и инфраструктура, и вода, и струја, не ми е познато од кои причини, меѓутоа капацитетите се уште мали, и во така наречените државни пензионерски домови, кириите мора да признаеме дека се символични, малтене џабе живеат, меѓутоа во приватните домови се доста скапи, повисоки кириите, и државата тука треба да преземе, значи во таа смисла треба многу повеќе да се преземе. Иако, например, сега државата доста мерки презеде околу нега на пензионерите во домашни услови, така наречени центри за нега, во таа смисла многу е преземено, морам да признаем. Еве, вие сте помал коалиционен партнер во собранието. Како еве владачката партија практично има слух за помалите партии? Има ли простор да се излезе во пресрет на она што вие го барате за државата, за граѓаните, за повозрастните? Па мора да ви кажам дека не можам да кажам дека за се, меѓутоа има и слух и разбирање и за помалите коалиционите партнери. Да немаше слух и разбирање, немаше, например, да дојде до овој законот за возачки дозволи, немаше да дојде до законот за промена, односно надминување на проблемите на припадниците од одбранбено-безбедносниот сектор, немаше да дојде до законот за социјална пензија, студентски оброк и така. Ние како партија сме исто ко предлагачи на овие.
конкретно сега за минималната пензија, јас можам со гордост тоа да го кажам, дека сум прв во државата кој почнал да бара закон за минимална пензија. И без протестите, јас неколку пати нека пушат они да погледат моите пратеничи, јас кажував дека ние ќе истраеме до тоа и сум сигурен дека до крајот на годината, така да и без протестите, закон за минимална пензија ќе се донесеше. Може тие не ни знаеа за таков закон, може идејата ја и украдоа од нас. Така да има разбирање, али не за се дека може, затоа што има многу проблеми во државата, али има разбирање. Да не кажувам и за пример за дом, за зелените и така натаму. Еве се пофаливте со ова за законот, 10 години јубилеј годинава, колку сте задоволни од се она што се направило и што се постигнало до денеска? Па видите, кога се вршат анализи, треба да се погледа и што е постигнато, а и некои слабости. Например, јас сум задоволен што ние формираме партија на пензионери, по примерот на другите ју републики. Има една народна вика, што јужнije, то тужнije. Ние сме последните од бившите ју републики кои формирал партија на пензионери. Србите има од 2005, словенците и така натаму, тоа се парламентарни партии, во Србија има многу големо влијание. Ние успеавме и многу брзо постанаме парламентарна партија. Успеавме да без ичија помош, ево повторувам сега, без ичија помош, оти викаат некои ни помогнал да ја формираме, напротив, ние имаме обструкции при формирањето од двете најголеми политички партии, ни на една не и беше драго кога се појави иницијатива за формирање на партија, никој не ни помогнал. Со наши средства, со наш ентузијазм успеавме да формираме партијата, успеаме да инфраструктура направиме скоро во сите поголеми општини, остана многу малце општини каде немаме партиска структура. Успеаваме да во редовите на партијата, поред пензионерите, влегнат и други предпознатливи личности во државата. Имаме во партијата поранешни ректори, директори, така натаму, писатели, новинари, значи предпознатели луѓе во државата, и успеаме да партијата постане предпознатлив политички фактор во државата. Секако да има многу проблеми, али со организирани мерки и активности ги надминуваме, како и сите други помали партии околу финансирањето, секако дека имаме проблеми. Во оваа прилика сакам да истакнам да за пензионерите, многу од пензионерите ја партијата поистоветуваат со здруженијата на пензионери. Партијата на пензионери е политичка партијата, здруженијата се невладини организации и треба пензионерите да знаат дека партијата на пензионери и јас како председател ни еден цен, ни еден денар немаме искористено од Сдруженијата на пензионерите. Напротив, тие ја грицкат и нашата чланарина, затоа што пензионерите плаќаат чланарина. Так. И да, сега околу чланарината има многу злоупотреби, реков, пензионерите се многу незадоволни околу чланарината, затоа што има нетранспарентност во трошењето на чланарината, а само еден мал број од пензионерите користат тие бенефиции. Ние имаме здруженија кои имаат по 500, 600, 700, 800 илјади евра на сметки, тие големите здруженија, и не знаат како да ги потрошат тие пари. Меѓутоа, кога треба да се помогнат на пензионерите, иако даваат некои така минорни социјални пакети, од тие пари треба до 35% да ги користи таа администрација. Они користат многу повеќе околу тоа. И пензионерите изразуваат сега негодување во протестите, сакаат да се донесе закон за одвојување на чланарината од солидарниот фонд. Тоа е кај нас условено, не може да го условувате некој ќе бидеш во солидарниот фонд, ама мораш да плаќаш и чланарина. Значи они тоа бараат да се тоа раздвои. И јас го тоа прашање поставив и на министерката за труд и социјална, да ми каже во која друга држава освен во Македонија државата собира чланарина за одредени невладини организации, а државата да не е надлежна да врши контрола.
Ако постои таква држава, кажете. Така да има и нов феномен. Ја денес има пратеничко прашање во врска. Нов феномен има почетоци на мафија, стварање на мафија во некои невладини организации. Сега нема да ги споменувам, меѓутоа до Министерството за правда постави прашање дали ќе донесе закон, нов закон за здружение и фондации, да некои во оваа држава ги контролира невладините организации кои користат државни ресурси, државен имот, а никој не ги контролира. Вие имате некои мали невладини организации поддржана Капа или Миленича, да видите председателите какви джипови користат, возат и така натаму. Како? А нема никакви проекти. Ја разбирам владина, невладина, али да работи на проекти, да добие. Господине Николовски, за крај би ве запрашала, ќе има ли предвремени избори? Избори ќе има. А дали ќе бидат редовни, тоа зависи од опозицијата. Ако опозицијата се согласи да ги изгласаме уставните измени, веднаш ќе има предвремени избори, а ако не, ќе чекаме редовни избори. Јас сум оптимист, искрено да ви кажам. Не верувам дека опозицијата ќе си дозволи овака да биде против иднината на младите генерации. И јас во оваа прилика користам да кажам дека со највисок степен на моја лична и општествена одговорност сум подготвен, ако сум погрешил, да носам историска одговорност. Меѓутоа не сакам да влегнам во историјата како противник на тие кои ги пречат еднината на едните генерации. Пензионерите треба да знаат, ако Македонија влегне во Европската унија и кога ги почне преговорите, ако нема пречки, дека ќе има зголемување на пензиите, многу поголем него сега што се, и ќе дојде до дупло зголемување. Нека погледнат на земји кои беа многу полоши од нас, сега во Европската унија имаат многу повисоки пензии, поголеми плати и стандарди и така натаму. Кај беа, например, една Словачка, па една Бугарија во односу на нас и така натаму. Значи, спас на Македонија е влез во Европската унија. Ако сакаме младите да ги задржиме овде, односно да се враќаат, ево, например, сега имаше еден феномен порано од Полска, целокупната ефтина работна сила во Европа беа пољаци. Сега пољаците почнаа да се враќаат од Ирска назад, затоа што имаат услови. Така и да ние треба да створиме услови прво да младите не ја напушат Македонија и да почнат да се враќаат само во Европската унија. Друга алтернатива по мене нема. Некој вика некоја евроазиска зона и така натаму. Зошто не одат пензионерите, речем, студентите да студираат во Русија? Ајде, кој може на прсти да се наборат из Македонија, зашто не одат да барат работа во Русија? И не можам да ги сватам. Некој кој вика, има, ево, овие председателот на иницијативниот одбор, неговата партија вика дека е спас за Македонија Русија. Значи, само Европската унија и пензионерите ги повикувам да влијат, да не се кочат уставните промени. Македонија нема да изгуби ништо. Јас не памтам во поновата историја некоја нација да е асимилирана. Ако има таква нација да е асимилирана, некој нека ми каже, али памтам крвав распад на држави благодарение на историја, на географија и така натаму. Тоа е најкрвав распад на Југославија. Значи, таа ација, што викаат бугаризација, албанизација, србизација, јас на таа тема не сакам да разговарам. Јас знам кој сум, јас сум работел во Бугарија. И секој пат се осеќал горд македонец. И никој пат не сум осеќал дека може некој мене да ме асимилира. Како може да ме асимилира? Ево, син ми работи сега на еден проект на група невладини организации кои работи со невладини организации од Бугарија, кои работат на релаксирање на односите из Македонија и Бугарија. Значи, ние треба да имаме со сите, да направиме се што е можно, со сите соседи да имаме добри односи. Само тоа не е спас. Судбината ни е таа да сме тука врзани на овој простор. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Благодарам и јас. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време. Останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување.